Амбулантите речиси полни, граѓаните со симптоми на грип и заболувања слични на грип. Пикот се очекува кон крајот на овој почетокот на наредниот месец, иако бројката на заразени пациенти кои барале лекарска помош веќе се зголемува. Единствената позитивна работа е зимскиот распуст и фактот дека грипот барем засега нема да се пренесува и шири меѓу децата. Периодот на грип веќе е започнат уште пред новогодишните празници, така да како и секоја година пикот се очекува некаде крајот на јануари и почетокот на февруари. Може би ова придонесува и периодот на дружењето, збирањето на домашните слави, на празниците. Меѓутоа една добра страна е тоа што дојде свршетокот на првото полугодие и распустот на учениците, па тука ќе се намали можеби малку поголемиот број на заболени. Кашлица, покачена телесна температура, болка во грлото се дел од најчестите симптоми на кои веќе се жалат пациентите кои ги посетуваат матичните лекари. Докторите апелираат на крајна внимателност, да се пијат чаеви и многу витамини. Пациентите кои се со хронични заболувања да не се лекуваат на сопствена рака и задолжително да побараат преглед и совет од лекарите. Се жалат на малаксонот, главоболка, болка во грло, кашлица, покачена температура. Тоа се најчестите симптоми на кои што се жалат пациентите. Пациентите кои што се здрави, така да кажам, значи би пробале најпрво да не се движат, односно да намалат распространетоста на грипот во поголеми групи, да земат витамини, чаеви, да мируваат во домашни услови, секако ова болест бара и мирување, антипиретици, односно парацетамол, лекови, меѓутоа никако антибиотици на своја рака без преглед и препорака од лекар. Оние што имаат хронични заболувања, како што се дијабет, покачен крвен притисок или со астма, бронхит, треба да побарат секако покрај да побарат совет од лекар веднаш, да не се лекуваат на своја рака, затоа што кај овие луѓе и кај повозрастните луѓе грипот може така да биде сериозно заболување. Домашните аптеки да не се користат, особено да не се користат антибиотици ако затоа нема препорака од лекар. Бидејќи честа е сликата во амбулантите, пациентите претходно самостојно да се лекувале дома. Докторите препорачуваат таквата пракса да не се користи и пациентите да бидат со соодветна лекарска терапија.